Во студио ја пречекуваме Јасна Пајковска, со која што ќе разговараме во однос на тоа дека во услови на се поголеми трошоци за енергија, повеќето компании размислуваат за зелени инвестиции. Меѓутоа, како преку нивната компанија и со новата алатка Green Profit, сето тоа може да биде многу поедноставно, дознаваме во наредните минути. Јасна, добре ни дојде и благодариме за издвоеното време утрово. Ви благодарам јас многу на поканата и можност да бидам дел од вашата утринска програма. Ова е се поактуелна тема, меѓутоа ева за да ја разбираме зелената транзиција, како во практична смисла може тоа да се објасни за македонските компании? Така, значи пред се мене ми е многу драго што имам можноста да говорам на оваа тема, бидејќи зелената економија и зелената транзиција е тема која што не само што придонесува за профитабилноста и одржливоста на домашните компании, меѓутоа директни придобивки има и целото општество. Ние во моментов спроведуваме еден проект кој што има за цел да ја забрза зелената транзиција на домашните компании. Фокусот го ставаме пред се на компаниите кои што се управувани и водени од жени и од млади. Инаку овој проект е финансиран од Шведска преку СИДА, а имплементиран од Helvetas и во партнерство на Ciprosart. Преку овој проект сакаме да им помогнеме на компаниите да ја подобрат својата енергетска ефикасност, да ги зголемат своите заштеди, а воедно и да бидат поодговорни кон животната средина. И сега ние кога велиме зелена транзиција, зелени бизнеси, многу често помислуваме дека тоа се некои големи инвестиции, дека се скапи технологии кои што се предвидени само за големите корпорации. Меѓутоа вистината е нешто многу поинаква. Зелени бизнеси значат паметни бизнеси кои што на еден многу поефикасен начин ги користат ресурсите кои што им се на располагање. Например, тоа би значило да се намали потрошувачката на електрична енергија, да се заменат старата опрема, старите машини со нови машини, подобро да се управува со отпадот, да се уведуваат одржливи извори на енергија. Така да многу е важно да се промени начинот на кој што размислуваат домашните компании, да сватат дека со овие заштити тие ја зголемуваат профитабилноста и се поконкурентни на пазарот. Сега за вашето искуство подготвени ли се македонските компании да инвестираат во зелени практики? Да, во рамки на проектот ние спроведовме една детална анализа и согледавме дека компаниите имаат желба, сакаат да инвестираат во вакви зелени практики. Иако ово интерес е уште условен, нели од она да се направат заштеди, да има помали трошоци, што е нормално. Меѓутоа во иднина би требало тоа да биде како еден дел од долгорочните планови и стратегии на компаниите за да имаат поголема одржливост. Дополнително компаниите во овој процес се соочуваат и со бројни предизвици. Например, она што го согледавме дека голем дел од компаниите немаат податоци, немаат техничка експертиза и вработени кои што може да направат преглед на тоа каде се најсоодветните приоритети во нивните компании, кои мерки би дале најдобар ефект. И секако тука е финансискиот фактор, голем дел од компаниите нели им недостига финанси, но ете за да се овозможи да се водат што во поголем обем вакви зелени практики во работењето, потребно да им се возможи на компаниите детална и јасна пресметка, да знаат за колку време би имале поврат на инвестициите, кои мерки би дале најдобар ефект и најголеми заштеди во нивните компании. Ова се дел од факторите кои што влијаат врз двоумењето на собствениците на компании, меѓутоа во пракса кои се најчестите бариери од се ова што ни наброивте, која е главната причина можеби која што ги одвлекува собствениците на компании да инвестираат? Најголемата причина е токму тоа што не можат компаниите да донесат одлука која што ќе биде базирана на податоци. Многу малку од компаниите имаат вработено лица кои што имаат експертиза да ја направат оваа проценка и затоа од таа причина ние во самиот проект развивме една напредна алатка Green Profit 360 која што овозможува да се направи проценка во однос на тоа каква е потрошувачката на електрична енергија, каде се најголемите загуби, да се даде насоки што треба да превземат компаниите. Значи, најголем дел од компаниите се базираат врз основа на оние месечни сметки што ги имаат за електрична енергија, додека пак ваквите алатки овозможуваат се опфаќаат повеќе сегменти од работењето.
објектите се земат во предвид, опремата, начинот организацијското работење, управувањето со отпад, транспортните средства колку трошат. Значи, со внесување на овие основни параметри, самата дигитална алатка прикажува каде се најголемите загуби, какава е емисијата на CO2 и слично. И она што исто така е многу важно, овозможува симулација, односно покажува што би се случило доколку би направила компанијата одредени промени. Например, да постави фотоволтаици, да постави енергетски ефикасни прозорци, да го смени осветлувањето и така натаму. И на овој начин овозможува да она што го кажавме како предизвик, да го надмине и да им даде на компаниите податоци за да може да преземат било какви одлуки. Како точно функционира Green Profit? Еве ако една компанија сака да започне, кој е првиот чекор? Првиот чекор да идентификува која е почетната состојба на компаниите. Значи да се види каква е моменталната состојба, се прави анализа на тоа каква е потрошувачката во моментот, кај се најголемите загуби и дава конкретни насоки каде првично би требало да се направат некои инвестиции за компанијата да има конкретни резултати. Во однос на институциите и фондовите, каква улога играат во целиот овој процес? На институциите и фондовите имаат клучна улога. Тие може да речеме се клучен фактор во целиот процес на зелена транзиција. Ако земеме во предвид во однос на финансиската поддршка преку грантови, субвенции, поволни кредити, секако ќе им овозможи на компаниите да инвестираат во она што им е потребно, но не помалку важни се и нефинансиските поддршки, бидејќи токму ваквата експертиза, спроведувањето на анализи, обуки на компаниите, што треба да превземат, како да го намалат својот ризик, се клучни поддршки кои што ќе им помогнат на компаниите, затоа што, како што видовме, компаниите не дека не сакаат да ги направат овие промени, меѓутоа немаат соодветни знаења и експертиза и токму тука е клучната улога на институциите да понуди програма и поддршка која што ќе им даде соодветни насоки. Што се добива компанијата кога ќе одлучи да инвестира во зелени практики? Така, како што споменав, значи пред се ги намалува заштите, конкретно влие и директно врз трошоците, со тоа им се зголемува профитабилноста, одржливоста на компаниите, стануваат поконкурентни на пазарот, но оно што е исто многу важно, го намалуваат еколошкиот отпечаток, односно се намалува емисијата на CO2, се усогласуваат со EU стандардите и приоритетите кои што ги има сега EU и се зголемува репутацијата на пазарот во однос на кон клиентите, добавувачите кои што ги има. Накратко, со намалување на трошоците, компаниите стануваат стабилни и одржливи на долг рок. И сега, пред да го заокружиме разговорот, веројатно една од главните дилеми кај малите и средните предпријатија кои имаат значително помал буџет, тоа како да го направат првиот чекор без при тоа финансиски многу да го почувствуваат. Токму така, она што и го даваме како совет ние на малите компании, дека секоја промена, посебно во делот на зелена транзиција, треба да започне со мали конкретни чекори. Ние ги велиме тоа се паметни чекори, затоа што кога компанијата ќе види дека со овие мали чекори, како што е оптимизација на самите процеси во работењето, па дури и со промена во организацијското работење, введување, например, лет осветлување доволно во компанијата, за да видат дека има некакви резултати и намалување на трошоците. И кога компаниите ќе видат дека резултати се постигнуваат и со мали инвестиции, спремни се да донесат и одлуки за поголеми инвестиции. Јас не благодариме на гостувањето во Македонија наутро. Се надам дека ќе имате плодна и успешна работа, соработки и се разбира успех во сето она што го работите, она што